Од 21 мај до 1 јуни во Скопје се одржуваат серија семинари кои имаат потенцијал да го променат вашиот живот. На нив нашите граѓани, жителите на Македонија, имаат можност да ја видат, слушнат и разговараат жената што ја надмина најтешката болест на денешницата. Драгица Раич Рацич, жената што го победи ракот, и Валентино Лауцовски од Ability Центарот за личен развој кој ги организира овие семинари се утрова наши гости во почнува ден. Добро утро и добре дојдовте. Добро утро. Една тема која што сум сигурна дека ќе предизвика големо внимание кај аудиториумот, кој што може би еве не ги фати од почеток семинарите и не е запознаен со истите. Јас нормално ќе почнам од гостинката. Дамите имаат предност, ќе мора сето тоа што ќе го говориме и да го преведеме за гледачите на телевизија Алфа. Вие сте една од многобројните личности што во еден момент од својот живот, кога веројатно никој не очекува и не верува дека тоа може да ни се случи, се соочивте со една тешка диагноза и со една тешка животна ситуација во која што требаше да одлучите што и како ќе правите понатаму. Какво беше првото чувство кога дознавте за карциномот и што беше пресудно да решите да се борите? Па, још едном добро јутро гледалцима, драго ми е да сам овде у Македонија меѓу вама, да покажем собом да е могуче и свако може. Ја то знам, осеќам и показуju резултати. Да sam se i sama razbolila od toga je upravo nedovoljno poznavanje, nesvesnost i moja i svakog čoveka da, eto, dešava se ljudima kada ne razumemo šta je to uopšte, kada se to događa i zbog čega se događa. Ja sam se razbolela iz razloga zato što sam nosila u sebi informaciju od deteta da je rak opasan, da rak ubija. I često mi se i događalo u međuvremenu da sam imala kontrareakcije baš zbog toga kod nesvesnih ljudi koji još nisu osvestili da bolest je bolest i da dok nismo svesni kako da se ponašamo sa svojim životom, dotle na čoveka indirektno bolest, odnosno informacija bolesti bilo koje utiče i da svaki čovek ima zadatak da se probudi, da se osvesti, da postane svestan na koji način da bude stalno zdrav. Ja sam postigla, pokazujem sobom i ja pozivam ljude da se oslobode. Так, вие велите дека сите тие негативни информации што секојдневно ги примаме, сите делуваат на нашата здравствена состојба, но за жал денеска и не можеме да се изолираме од такви информации, што значи треба да научиме како да се справуваме со сите тие стресни, неубави ситуации во животот и во секојдневието, и токму тоа е целта на вашите семинари, вие ги пренесувате сега тие знаења. Интересно е тоа што класичната медицина и лекарите вам во моментот кога вие диагностицираа болеста, ви соопштија дека имате само уште неколку месеци живот. Да. И тоа мора да е многу тешко да се слушне. Jeste. Danas kad se smejem, možda iz tog razloga isto ljudi onda kažu šta ova priča, da li je to... Ja sam i poslala jednu sliku gde sam bez kose na glavi, ima na internetu i ja sam prošla kroz to kao i svako drugi. Mislim, znači, ja kažem ljudi, ono što sam bila tada i ovo što sam danas sam dve različite ja. Onda sam i ja bila nesvesna, verovala sam da je rak opasan, plašila sam se toga. Znate ono, čega se plaše što te snađe. Ja molim ljude da više obrate pažnju na moje današnje ponašanje, moju smelost i moje izražavanje da je sve okej,
da je zdravlje uvek prisutno, da je moguće da uvek imamo zdravlje i da razumeju tu razliku. Ja to učim ljude na seminarima. Uđu u totalnu spoznaju, čak znači po šemama, kako, zbog čega, šta i kako se dešava. Ja držim predavanja i u medicinskim školama, lekari su me pitali da odradimo neka predavanja i za lekare. Znači, juče sam imala na predavanju ženu koja je iz zdravstvenog nekog centra, dobila informaciju i rekli su čak idite, čujte, vidite. To govori o tome da niko ne beži od ovako nečega. Svako želi to dobro. I poenta je moje dobro u svemu tomu. Dobro gledanje na sve i ima pravila kako da победимо to. Правила кои треба да се научат. Валентино, јас ќе ве замолам само малку и да појасниме околу ова, да преведеме. Вие сте многу инволвиран во организацијата на овие семинари и многу подобро сте навлезени во оваа тема, па за да не пропуштам ништо што е важно за Така, значи суштината на оно што Пипи го кажа се содржи во следната работа. Човек има свесен и несвесен дел. Се додека свеста не е присутна, човекот е под влијание на туѓите мисли, ставови и разгледување на работите. Значи, ако некој човек се сетил некогаш да рече дека нешто е опасно, а луѓето тоа го прифатиле без свесно да ја разгледаат таа работа и да постулираат дека не е опасна и да ја погледнат од друг агол, тие несвесно, преку своите програми внатрешни, ја прифаќаат таа идеја и нормално универзумот е тука да ја оствари. Фактички, што е милоста Господова? Господ секогаш нам ни го дава она во кое што веруваме. Значи, доколку веруваме дека е работата во еден правец, таа ќе оди во тој правец. Доколку веруваме дека таа оди во друг правец, таа ќе оди во друг правец. Меѓутоа, луѓето не ја осознаваат својата сила, тие воопшто немаат заради својата несвесност, заради својата длабока потонатост во туѓите ставови, тие не осознаваат колкава е нивната сила за сами да ја креираат својата судбина. И затоа почнуваат да се плашат. Стравот е само резултат на една несвесност и затоа тука се разни инспиративни личности, како Пипи, кои што доаѓаат и велат, луѓе, ова не е така како што ние мислиме со години. Тоа е еден интересен момент кој што вие го нагласувате во сите ваши интервјуа, во предавањата, семинарите. Велите, дури кога се соочив со болеста, тогаш осознав колкава е моќта на живите суштества. Па видите, мене и една јако интересантна ситуација довела до тога да више не прихватам, ја пишем у книзи детали, ту вештачку немоќ. Значи, ја сам из тог разлога изнела инспиративно, поделила на универзалну моќ и вештачку немоќ. Како он каже, Господ Бог, он е дао човеку слободну волју да бира. А то што човек nije освестио тој, што nije свестан да он може да изабере и на кој начин да изабере и шта да изабере. Ја видим кој луѓе да још не знаат тачно шта би они да изаберу. Јас сам поставила питање, у едном моменту особа доđe и каже неќе болест, ја кажем добро шта желите. И то имам конкретен снимак о томе и више пута то спомене. Каже жели да не буде болесен. Кажем добро шта желите? Жели да нема ту болест. Добро шта желите? И доведем особу на крају и синоќ на предавању исто опет и вечерас опет имао предавање и то ќе му речи опет жена каже жели да нема камено жуче. Ја кажем шта желите? Да нема шта желите? Треба да освести шта жели здравлje, или? Значи не е доволно само да знаеме што не сакаме, тука е многу поважно да знаеме што е тоа што го сакаме. Зашто ја имам потребе да бринем о ономе што шкоди, што и на то да се фокусирам, а како е рекол Господ Бог ти онда да то. Као да тражиш то. Ја сам само сватила едно моменту, кад сам схватила то, ја сам чак направила зид према ономе другоме. И за мене е важно само љубав. Јас сам ишла око себе и само љубила руке, ноге људима малтене, тоа е сада фигуративно, али толико сам им у себе стекла ту љубов према свему, да сам морала после и да научим да мало респектирам, јер има ко се плаши од те моје љубави толика, али толико е тоа отворена, искрена, универзална љубов, да ја у едном мошкарцу не гледам тако као што мисли свет, него као свог брата, као свог нешто најближње, као и жену. Значи, то на тај начин. А после, оно, мушко и женско, то се ствари секундарне и окей. Али љубов. Валентин?
она што е најважно е човекот да знае што сака. Во тој контекст јас само би се надоврзал дека луѓето наместо да тежнеат кон здравје, тие тежнеат да немаат болести. И самиот концепт на здравството кај нас е така да, например, центрите што се здравствените центри се викаат центар за една болест, центар за друга болест. И луѓето зборот болест им се имплантира во главите како термин, како страв, и тие всушност почнуваат да бегаат од тоа. А не е суштината во тоа да бегаш од нешто. Суштината е да се стремиш кон нешто што го сакаш. Например, кон здравје. Порано за време на поранешните години, да речам пред 30-40 години, здравствените установи се викаат домови на здравјето, здравствени домови. Така, сега се викаат центри за болести. Да, никој не сака да оди во болница. Никој не сака да оди во болница, да. И сега кога точно, па цело време сме ние под притисок и под страв од ваква болест или од таква болест, наместо да ја издигнуваме нашата способност, нашата моќ дека сме способни се да постигнеме што сакаме, ние прво во суштина не сме способни да посакаме. Затоа што кога би посакале нешто, кога би знаеле кон што се стремиме, никаков проблем не постои. Потребно е само сакање и малку трпение, затоа што универзумот ќе ни го даде. Секогаш ќе ни го даде. Тоа што го сакаме. Вашите искуства, вие ги запишавте, издадовте книга Пут саткан од светлости, значи пат искаен од светлост, во кое што е вашето сведоштво како го победивте ракот. Вие донесовте неколку примероци кои што рековте дека сакате да им ги подарите на нашите гледачи, да кажеме колку книги За вашите гледачи имаме тука 3 книги. 3 книги, значи можете уште веднаш да го завртите нашиот телефонски број, да оставите податок во режијата или пак доколку имате конкретно прашање за нашите гости, ќе ве вклучиме и во програма. А во меѓувреме ние ајде да објасниме малку околу семинарите кои што започнаа на 21-ви, значи каде се одржуваат, кој е принципот на кој што луѓето може да се пријават, само ќе простите, ќе му дадеме предност на гледачот, веќе имаме некој што ни се јавува. Добро утро. Ало, добро утро. Кој ни се јавува? Ваша редовна гледачка Маре од Скопје, и ве поздравувам и вас и гостите, поготово гостинката. И мило ми е што пак ја гледам, ја слушам и имам радост во душата. Сте ја гледале и претходно некогаш? Сте ги следеле незините излагања? Да. Одлично, мило ми е. Кажете ми само дали имате и некое прашање за неа или се јавивте за да ја добиете книгата, незината книга? Прашање немам лично. Заради книгата се јавив. Во ред, ви благодариме за јавувањето, за поздравот. Еден примерок од книгата на господја Драгица ќе ве очекува тука во телевизија Алфа. Уште 2 книги доделуваме. Валентино, значи да кажеме каде, кога се одржуваат семинарите и како може да се присуствува на нив. Семинарите се одржуваат, прво имаме денеска бесплатно предавање. Значи во 19 часот во Ability центарот, зад универзална сала на улица Христо Смирненски број 31. Центар Ability пишува на зградата Ability центар, нека повелат сите заинтересирани кои што сакаат да се запознаат со Пипи, да поразговараат во 7 часот, 19 часот вечер, во 7 сатот вечерва. Таму можат да присуствуваат на предавањето. Нека се јават исто така на телефон 075-455-951, тоа е мојот телефон. Кој сака книга можеме и да му доставиме дома. Тоа е тоа. Семинари имаме во сабота и недела. Тие се 7 часовни семинари, се однесува за моќта на водата и за парите се позитивна енергија, затоа што болестите не се само во областа на телото, болестите се и во областа на финансиите, во областа на емоциите. Секој енергетски дисбаланс се манифестира како болест, како болка. Всушност, луѓето треба да знаат дека болката е знак дека направиле некој енергетски дисбаланс. Кога телото сигнализира дека нешто треба да се тоа е на телесен начин, меѓутоа болка имаме ние и кога немаме пари. Болка имаме кога сме сиромашни, кога сме растроени, кога сме нервозни, кога сме тажни, сето е тоа болка. А onda тек на тело се изрази на крај. Така. И од тога. Така, и сите тие болки се реперкуираат на крајот врз телото и луѓето тогаш ги констатираат како физички болести. Имаме повторно гледач на линија. Добро утро, за кога?
Ели од Скопје. Така, господја Ели, дали имате вие прашање за нашите гости? Па, прашање не би поставила, ама краток коментар би дала. Повелете. Имено, оваа теорија, што сега ја слушнав толку допре до мене и буквално се препозна во неа. Не знаејќи ја теоријава, јас сум функционирала на таков начин, инстинктивно. Значи, пак по контекст на она, слушај си го телото и има и желби, тие ќе ти се остварат. Ви благодариме што го споделивте заедно со нас и со нашите гледачи и вашето лично искуство и вие добивате еден примерок од книгата Пат искаен од светлоста. Повелете во телевизија Алфа да го подигнете и секако доколку имате време повелете и на предавањето вечерва со почеток во 19 часот во Ability центарот, бесплатно предавање и оние семинари што ги спомнавме на 31 мај на тема Парите се позитивна енергија и 1 јуни водата и нејзините чуда. Додека го очекуваме и третиот гледач, јас би сакала да ја запрашам Драгица колку е тешко да се научат тие работи. Значи, спомнавме дека треба да имаме еден посебен однос кон информациите, еден посебен однос кон нас самите, кон нашето духовно и телесно здравје, но тоа веројатно не е многу лесно да се научи, да се сменат навиките, да се смени начинот на кој што размислува или функционира. Због тога се раде семинари, иако možda nisu svi ljudi baš to najbolje razumeli zbog čega i upravo reaguju na kontra kao nešto što im, eto, im se traži, uzima novac. Ono što sam ja shvatila da je davanje velika stvar. I ja sam došla sa knjigama, znači ja dajem sebe i dajem iz sebe svoje iskustvo, dajem na seminarima detalje moje spoznaje, imam takve skice koje nisam učila od nekoga, nego imam tu neku svoju vezu gde ja tačno informaciju izvučem kako, šta da uradim. Ja sam 2011. imala i odvajanje duše od tela i moje svetlosno telo se spojilo sa svetlošću. Sad, koliko to narod, još jedan deo naroda razume. Svetlost je u stvari ta univerzalna moć i to je Bog koga mi zovemo Bog i nekoga vidi kao čoveka u belom obučeno, neko vidi kroz Sveta Petku, kroz Majku Mariju, kroz, znači ne znam, sad ne mogu da se setim kroz svece, zato što je pogled takav, ali sve potiče iz te svetlosti, odande mi smo vezani na taj kanal, kao zamislite da imamo odavde kabel i vezani smo, kao ovi telefoni sa kablom, a mi smo u stvari bežični kao što su sad ovi mobilni na tu svetlost, eto. Ako mogu ljudi to da razumeju. Da, takvi iskustva imate mnogo drugi pacijenti. Tačno, nauče na seminarima, upoznaju se sa time, upoznaju se, ja odatle, znači imam sve te informacije. Nije me učio neko tamo, nego odakle su neki naučnici doneli neka svoja velika sve odakle slikari inspirativno slikaju. Znate da sam ja počela da slikam kada sam osvestila... Da, vi imate napraveno preko 300 sliki i nad 500, значи веќе. И голем број на песни кои што ги создававте баш во тој период кога одевте на терапија, кога се боревте со болеста. Ќе го преведеме ова малку подоцна, Валентино, само да му дадеме предности на гледачот што не чека веќе подолго време. Се извинувам, добро утро. Добро утро. Кој ни се јавува? Повторно имаме дама. Жане од Скопје. Така, господја Жане, дали имате вие прашање за... Па, немам конкретно прашање. Поздрав до вас, до гостите. Ви благодариме. И се јавив за книга. Така, и вие добивате еден примерок од книгата Пат искаен од светлост. Верувам дека драгоцени ќе бидат искуствата кои што се тука запишани, а потоа секако можете да ја споделите и со вашите пријатели, роднини, сите оние што ќе сакаат да ја прочитат. Ги доделивме сите 3 книги. Ви благодариме вам што немавте можност да добиете книги, па ете имате можност да го следите вечерашното бесплатно предавање и да се вклучите на преостанатиот дел од семинарите. Валентино, јас ќе ве замолам само да го интерпретираме претходниот одговор. Со најголемо задоволство. Ова е најинтересниот дел од филозофијата на Драгица.
Затоа што од ова се покажува дека кога човек ќе рехабилитира некаква своја внатрешна потреба за изразување, тогаш тој се рехабилитира себе си. Имено, би ги замолил вашите гледачи во моментов многу убаво да го слушнат ова и да го разберат што го кажувам, затоа што е тоа најважно за среќата на човекот. А тоа е да се пронајдат себе си и да живеат во онај филм во кој што заради кој што дошле на овој свет. Секој дошол за нешто, меѓутоа во текот на животот останатите луѓе со нивните мисли, со нивните идеи имаат имплантирано други цели, поинакви цели од оние што ги сака и човекот се загубува, не може да постулира, не може да реши да живее некаква реалност што сака да ја живее. Всушност, не е работата дека луѓето не можат да го имаат она што го сакаат. Тие не знаат што сакаат, затоа што се претрупани со туѓи идеи. Во моментот кога Драгица решава да почнува да слика, дека фактички тоа е незиниот пишувањето песни и сликањето, се незиното постоење на оваа земја е затоа, почнува да и се враќа сето здравје што го има загубено во онаа реалност во која што се има заглавено под влијание на туѓите идеи. Дали ме разбирате? Тоа е многу важно да се разбере. На овој свет немаше да има зло доколку луѓето се занимаваа со љубов. Меѓутоа не постои љубов затоа што другите, едни на други луѓето си наметнуваат улоги кои што ни на крај памет не би им паднале да ги играат во своите животи. Туку луѓето се согласуваат, велат, во оваа држава нема услови за ова, нема услови за она и јас затоа ќе морам да се прилагодам на шо? На идеите на системот, ме разбирате? А идејата на системот речиси никогаш не кореспондира со идејата на единката. И единката почна да се фрустрира, да се плаши, да живее во измислен живот, да живее во измислен свет кој што никогаш не пасува, никогаш не се усогласува со незината идеја и од тука идат енергетските пореметувања, фрустрациите и се друго. Кога Пипи се освестува, значи дури кога смртта чукнува на вратата на животот на Пипи, тогаш таа се свестува дека има уште малку време за да ги оствари своите идеи, почнува тоа да го работи и смртта си оди вели добро, окей, сега ќе те оставам да го завршиш она што за кое што си дошла. Всушност луѓето самите се убиваат затоа што не можат да постигнат љубов кон себе. Добро, ако малку порано станеме свесни за тоа, ако не чекаме да се пречекори она црвена граница, да се соочиме со најтешките животни ситуации за да посегнеме по својата свесност и по натрешната. И само уште нешто ќе кажам. Кога некој човек се прашува дали нешто треба да го прави или не, дали треба да се дружи со некого или не, само нека се праша дали тоа би го правил доколку имаш уште 48 часа живот. Одлична порака, одлична поента со која и ќе го заокружиме разговорот. Драгица, јас од срце ви честитам за енергијата, за сето тоа што сте успеале да го направите и за љубовта и искуствата кои несебично ги споделувате со другите. Вие подготвувате веќе и втора книга и еве навистина е прекрасно што ве имаме периодов тука во Македонија и што ќе можат многумина кои што имаат потреба лично да ве слушнат, да се информираат и да ве прашаат како да го пронајдат тој пат искаен од светлост. Фала од срце. Фала свима. Ви благодарам на поканата и ги поздравуваме сите ваши гледачи и посакуваме да ја најдат својата љубов. Јас ви благодарам за сите споделени искуства и информации. Ние сега одиме со вториот рекламен блок.